Денеска сме на увид на изградбата на колекторскиот систем во Дојран. Секако очекуваме и да започне изградбата на пречистителната станица. Со тоа го заокружуваме целиот систем, собирање и третман на отпадните води во Дојран. Ова беше, нема да кажеме годишен, беше децениски проблем. Многу ми е драго што ова започна врз секако заложба прво на градоначалникот и на општината да се подготви солидна документација врз основа на која што распишавме јавни набавки, односно ги спроведува општината, така владата обезбеди средства, голем дел преку Министерството за животна средина, секако има кофинансирање, знаеме и од словенечката влада. Имаме систем кој што ќе служи за секој граѓанин, за идните генерации. Ова е децениски проблем и за прв пат после 40 години конечно го решаваме овој проблем кој што пред се значеше заштита на Дојранското езеро, односно заштита на биодиверзитетот во Дојранското езеро и подобрување на квалитетот на водите во Дојранското езеро. Значи санацијата на колекторскиот систем и изградбата на новата пречистителна станица дефинитивно беа клучен проблем кој што требаше да го решиме и на тоа наидовме секако на разбирање на владата и Министерството за животна средина. Јас не се сомневам дека овој проект ќе биде брзо реализиран и навистина ќе решиме еден децениски проблем. Што се однесува до хидросистемот и сето она што најмногу ги загрижува и граѓаните и сите влюбеници на Дојран, можам да кажам дека будно се следи ситуацијата. Постојано сме во контакт со министерката и јас цврсто верувам дека доколку се јави потреба, веднаш ќе се реагира и ќе биде пуштен хидросистемот. Да, намален е водостојот на Дојранското езеро, но се уште е над нулта кота. Во моментов излегува екипи на терен, ја согледаа ситуацијата и мислам дека средствата кои што се потребни, како многу пати што беа обезбедени од страна на Министерството и владата, ќе бидат обезбедени и истиот хидросистем после 20 години од неговото пуштање ќе биде саниран, реконструиран и истиот ќе биде во функција за потребите и на Дојран, но и за наводнување, сето она што беше планирано и кога беше пуштен хидросистемот. Меѓутоа, после оваа инвестиција која што беше за хидросистемот во 2002 година, сега се наоѓаме на втора голема инвестиција за потребите на Дојран и Дојранското езеро и навистина сум преблагодарен и на Министерството и на владата за издвоените средства, секако овде и владата на Република Словенија која што излезе во пресред за да ја заокружиме таа финансиска конструкција од околу 4,5 милиони евра и да направиме една од најголемите инвестиции пред се за спас на Дојранското езеро и негова заштита.